учебна година 2026-27 година во Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Прилеп ќе се запишат 254 ученици во 4 струки распоредени во 8 паралелки, од кои што 4 паралелки во секторот здравство и социјална заштита, каде што има место за 136 ученици, со профилите медицинска сестра, 2 паралелки и по една паралелка фармацевски техничар и физиотерапевски техничар. По секторот лични и други услуги ќе запишеме 68 ученици, од кои 34 во профилот техничар за козметичка нега и убавина и 34 во профилот фризер, кој што е единствен во нашево училиште од 3 годишно траење. По секторот текстил, кожа и слични производи ќе запишеме 25 ученици во една паралелка. Тоа е дуална паралелка со зголемен обем на часови по практична настава и учење преку работа кај работодавач. И од ист таков тип е и профилот геолошко-рударски техничар во секторот геологија, рударство и металургија, каде што ќе запишеме исто така 25 ученици. Мотото на нашето училиште е денес ученик утре стручњак, така што мојата порака до идните наши ученици е дека стручноста е на прво место, иднината на младите е во стручното образование. Ги покануваме сите ученици да не посетат во текот на денешниот ден. Имаме штандови со сите струки и со сите профили и ги очекуваме на 1 септември да бидат тука. Струката лични услуги подразбира 2 профили, техничар за козметичка нега и убавина со 4 годишно траење и фризер со 3 годишно траење. Ова е една атрактивна струка која денес се повеќе се цени, напредува во секое поле. Учениците во нашето училиште следат голем број на техники за работа, нови козметички третмани, посетуваат козметички салони и соработуваме со козметичките салони во градов. Еден од нив е студиото Галакси, чиј представник е мојата колешка Тања Димеска. И давам збор нејзе да продолжи да ја представи студиото. Ви благодарам. Јас сум собственик на козметичко студио Галакси, кој што за многу кратко време прерасна и во центар за обука, нега и убавина, каде што имаме сертифицирани програми. Голем дел од учениците посетуваат и феријална пракса и задолжителна пракса еднаш неделно во нашето студио. Имаме некои од учениците кои што остана да бидат и вработени во нашето студио, што представува особена чест за мене и благодарам на училиштето што ми има дадено целосна доверба во смисла на помагање во практичната настава на оваа струка, која што можам слободно да кажам е доходовен занает кој што е во подем. Јас сум Теодора Димеска, од втора 4 година, струка техничар за козметичка нега и убавина. Јас се опатувам на едните 9 одделенци дека ова не е струка, мислам не е само занает, туку и моќна комбинација од науката, уметноста и грижата за здравието. Тука не изучуваме само како некој да изгледа поубаво, туку и како да ја пратиме само довербата и сјајот кај секој клиент. После завршувањето на средното образование, имате сигурна работа и каде што можете да бидете собствен газда, станете експерти во вашите вештини и знаења, каде што светот може да изгледа многу поубав. За оваа струка се потребни 45 поени. Здраво, јас сум Димитар Кочовски, сум ученик во струката фризер. Искрено можам да кажам дека ова е една од најубавите професии што може да биде. Фризерството не е само за стрижење коси, за кратење, туку и да се направи клиентот задоволен, да биде самоуверен, да си ја покажеме нашата креативност и нашата уметност како да стрижиме коса. Имаме практична настава еднаш во неделата во прва година, во втора и во трета 2 пати во неделата. Преку летото имаме практична настава кај одредени фризери и бербери да ги усовршиме нашите вештини за стрижење. Има сложба меѓу учениците, меѓу професорите. Ти понатаму продолжуваш? Ќе имаш свој бизнис, како ти е план? Па мојот план е понатаму да имам свој бизнис, да отворам моје место за стрижење, да бидам успешен. Здраво, јас сум Захида од втора 5 и сум фризер. Сакам да ве поттикнам во оваа струка.
Нашата цел е секој клиент да биде задоволен со неговиот изглед. Сега ќе продолжи мојата другарка. Здраво, јас сум Берфина, нашиот фризерски салон ни служи за нашата пракса и тој што сака, тој што е заинтересиран може слободно да дојде, ние ќе му објасниме како да нашите процедури. Сектор текстил, кожа и слични производи, профил техничар за изработка на облека. Секој ученик кој што ќе се запише во оваа струка има можност да си го надогради својот талент преку цртање, скицирање, моделирање и на крај до еден готов производ. Оваа струка нуди многу можности од работа во индустрија до сопствен бизнис. Креативноста на секој од учениците кој што ќе се запише во оваа струка е од голема предност. Значи ова е струка која што се гледа и пред се една струка од дуална паралелка во нашето училиште, што значи тоа дека секој ученик кој што ќе се запише во оваа струка е потпомогнат со месечна стипендија во текот на образованието од Министерство за образование и наука во вредност од 3500 денари. И дуална паралелка ни значи тоа што учениците имаат повеќе практична настава, помалку теорија, односно 2 дена во неделата се со практична настава, а другите денови теорија. Исто така, нашата струка е подпомогната имаме склучено меморандуми за соработка со компании од градот. Имаме и представник од компанијата каде што учениците си ги доусовршуваат своите вештини за работа. Ние како компанија Конфи Ангел секогаш сме отворени за соработка да ја поддржуваме текстилната струка во ова училиште и им помагаме на учениците своите теоретски вештини да ги усовршат практично кај нас. И секако после нивното завршување им помагаме, односно им даваме можност да се вработат во нашата компанија. Ги повикуваме сите 9 одделенци да се запишат во оваа струка, бидејќи оваа струка е многу креативна и е поврзана со многу модни настани кои исто така се случуваат и во ова училиште. Исто така во оваа струка креираме, дизајнираме, имаме многу креативни работи. Исто така и модна ревија која што ја одржуваме секогаш на крајот на учебната година. Јас сум Мартин Петрески, професор по стручни предмети во геолошко-рударска и металуршка струка. Нашата струка нуди еден профил, геолошко-рударски техничар. Тој профил е со времетрајање од 4 години. Минимум поени се потребни 45. Битно е да напомениме дека тој профил таа паралелка е дуална паралелка. Што значи тоа? Значи зголемен е бројот на практичната настава, на часовите на практичната настава во однос на теоријата и учениците кои што се запишуваат во тој профил имаат можност да се стекнат со стипендија од 3500 денари. Практичната настава се одвива во дел од просториите на училиштето и поголем процент во Фимар Балкан, значи во реномирана компанија, каде што таа компанија е доста спремна за понатамошна соработка со учениците кои завршуваат во оваа струка, доколку се тие заинтересирани. Сами знаеме дека струката е дефицитарна, значи учениците кои што завршуваат имаат широк спектар да се вработат и во таа компанија и во други и како што напоменав е доста платена. Јас сум Марио Силјановски, сум запишен како геолошко-рударски техничар. Струката е доста лесна и е дуална паралелка. Држиме практична настава во Фимар Балкан. Работата таму е сета механизирана, нема никаква работа рачно. Очекувам работување после завршувањето на средното образование. По завршувањето на средното училиште останувам во Прилеп и се вработувам во Фимар Балкан. Јас сум Наташа Ванчева, сум професор по практична настава и координатор воедно по практична настава во нашето училиште. Профилот од здравствена струка медицинска сестра, значи за запишување потребно е 70 поени. Запишуваме 68 ученици во 2 паралелки. Училиштето е добро опремено со кабинет во каде што се изведува практичната настава за учениците во 2 година, а практичната настава во 3 и 4 година учениците ја обавуваат во болницата, во општата болница со проширена дејност Борка Талески Прилеп, во градинки, во приватни здравствени амбуланти, каде што учениците обавуваат учење преку работа кај работодавач, а воедно значи и имаат можност да учат и да работат во реални услови, во реална компанија.
Јас сум Марија Јовеска и сум во здравствената струка трета година како медицинска сестра. И според мене треба учениците да се запишат во оваа струка поради искуството кое што го стекнуваме со практичната настава во болницата, поради тоа што се сретнуваме со различни ситуации кои што претходно не сме се запознале во текот на нашиот живот и сето тоа влијае врз начинот на кој што гледаме врз здравието, животот, како и подобро запознавање со емпатијата. Исто така за теоријата, односот професор-ученик е многу добар и сум многу задоволна поради тоа што професорите секогаш се тука за нас и ни се како другари, можеме да ги прашаме нешто што не е јасно било кога и слично. И тоа е моето мислење. За моите очекувања немав никакви очекувања, не бев спремна за нештата и ситуациите со кои што ќе се соочам на болница. Па мислам дека и тоа е подобро кога сме без некакви очекувања и сум многу позитивно изненадена. Јас сум Никифор Велковски, доктор по општа медицина и професор по стручни предмети во здравствената струка во физиотерапевскиот профил. Физиотерапевтски техничар е една благородна професија која што директно придонесува во подобрување на здравието на пациентите, како и во процесот на рехабилитација после различни повреди, хронични заболувања и слично. Имаме голема заинтересираност за запишување во оваа струка, односно конкретно во физиотерапевскиот профил. Потребни поени минимум за запишување се 70 и при тоа важно е да нагласиме дека овие поени во вториот и во третиот уписен рок не се намалуваат. Значи остануваат стриктно 70 поени. Учениците имаат можност да се стекнат со квалитетно образование, кое што ни представува еден спој помеѓу теорија и практични вештини во добро опремени кабинети, каде што ги имаме сите потребни средства за работа, препарати, апаратура и така натаму. Јас сум Леонид Петрески, ученик во Средното општинско училиште Ѓорче Петров во струката физиотерапевски техничар. Ние како ученици во оваа струка теоретски ги обработуваме сите техники на масажа и потоа практично ги изведуваме и понатаму се обучуваме како што говори нашето училишно мото, денес ученик, а утре стручњак. Предноста на нашето училиште или зошто еден деветоделенец би сакал да се запиши овде е затоа што би се стекнал со знаења кои би му помогнале да се пронајде во светот на медицината и ќе стекне вештини кои ќе му помогнат во понатамошниот професионален живот. Овој штанд ја представува струјката фармацевски техничар во Средното општинско училиште Ѓорче Петров. Добра струка ја бараат децата и треба да се запишат затоа што со добивање на дипломата со овој смер добиваат диплома каде што можат веднаш да се вработат, значи ученици кои што не продолжуваат во високото образование можат веднаш да работат во аптеките, во лабораториите и така натаки. Децата ја сакаат оваа професија заради тоа што освен што имаат практична настава во нашето училиште, во лабораторијата, имаат практична настава и во аптеките. Имаме склучено договори, меморандуми за соработка со различни аптеки, како што е аптеката Зегин, Мента Фарми, сега да не ги набројувам сите, да не испуштам некоја. Јас сум ученичката Ивана Богоевска од профилот фармацевски техничар. Сакам да кажам дека оваа струка е многу добра што има практична настава и теоретска. Практичната настава се одвива во лабораторија и аптека. Во лабораторијата се прават различни експерименти по фармацевска хемија, аналитичка хемија, биохемија. Исто така изработуваме и масти, сапуни и така натаму. Исто така практичната настава се одвива и во аптека каде што ги изучуваме лековите и тоа исто многу интересно. Ние како ученици многу сме задоволни овие 4 години бидејќи јас сум веќе матурант и многу ми е мило дека ги запознав и стручните професори, тие се многу супер, така да ако сакате да се запишете треба да имате 70 поени. Ви посакувам среќа.